Убиство како на филм во Скопски бутел. Брканици, покотници, оштетени возила. Еден ранет, но и еден убиен. Ова е сликата која ја пренесуваат соседите во бутел, кои пред камерите на Алфа сведочеа за страшното убиство во очи на еден од најголемите муслимански празници. Според неофицијални информации, убиен е 43-годишниот Камер Идризи, а раната неговиот внукот Рачиново, кој моментално се наоѓа во скопските клиники. Кон нив било пукано од возило во движење. Според информациите во јавноста станува збор за црно возило SUV, марка Range Rover, додека двајцата жртви биле на паркингот кај така наречените социјални згради во возило Голф. Наводно кон лицата во Голфот биле испукани дури 90 куршуми, од кои дел завршиле во телата на ранетиот и починатиот. Причината за престрелката официјално не е позната, но се шпекулира дека зад убиството стои претходна расправија и недоразбирање меѓу две скопски групи. Од МВР вело дека увид на местото извршила увидна екипа од СВР Скопје и јавен обвинител, по чија наредба телото на починатиот било предадено за обдукција, а возилото било запечатано и пренесено во полициската станица Киселавода за понатамошна постапка. Според информации од полицијата, вчера околу 21:35 часот во СВР Скопје било пријавено дека на паркинг на подрачјето на Чаир, каде било паркирано патничко возило Volkswagen Golf 7 со скопски регистарски ознаки, а во кое биле возачот ЛП24 од Скопје и сопатникот КИ43 од Скопје, неколку лица со огнено оружје испукале проектили кон возилото. КИ починал на самото место, а ЛП бил пренесен во градската општа болница Светинао Охридски, каде му биле констатирани тешки телесни повреди. Убиството во бутел ги вознемири жителите на населбата. Велат дека стравуваат за нив, но и за нивните деца. Позади мене се случувала она крвава престрелка која што ги вознемири скопјани. Соседите од Скопски бутел велат дека се вознемирани и исплашени за нив, но и за нивните деца. Велат дека ова не е прв пат да има вакви немили настани во близина на нивното место на живење. Да, јас доле тука на приземје, ја мислам дека дека Бајрам, нели, на луѓе во комшиве се слават. Ама беше страшно, да ви кажам, тоа пукање, рафали, еве колата ја оштетиле на човекот. И полиција доаѓаш и се, ама не знам, да ви кажам, ова држава и каква стана. Се плашите? Многу. Многу овде уопште не се живее, ја не знам како ги направи овие згради тука. И со страв живееме, да ви кажам. Па исплашили се. Сплашили за децата, за едно, за друго, за безбедност и заради нас. Не, замолам, не. Добро. Оштетена ми е колата и така, да не. Така? Оштетена ми е колата и така. Инаку убиениот бил веќе познат на полицијата. Тој, наводно, бил едно од лицата врз кој било пукано во хотелот Александар Палас во 2019 година. Тогаш напаѓачи со автоматско оружје и фантомки на лицето упаднаа во хотелот, а пострашни последици врз нападнатите спречил полицаец во цивил, кој во тој момент седел на истата маса со нападнатите. Веќе на социјалните мрежи кружат фотографии на Идризи со потпредседателот на СРСМ Мухамед Закири, но и со граначалникот на Бутел Смилевски.